Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КМ телевизија, нов трет тайм-аут во новата 2021 година, воедно и 38 емисија на тайм-аут севкупно. До сега можевте да гледате, во секоја емисија имавме по еден гостин, меѓутоа денеска ќе направиме исклучок и за прв пат, во 38-та емисија, како што кажав, ќе имаме двајца гости. Денес со нас се најпознатите тетовски близнаци, барем кога се работи за спортот. Со нас се Дарко и Даниел Радевски. Или може бе помешав? Обратно. Даниел и Дарко Радевски. Радевски. Најпрво ви благодарам што прифативте да бидете гости во тайм-аут. Фала на поканата и поздрав до гледачите на КМ телевизија. Сега ќе започнеме со постариот, нели? Постарите имаат предност. Така е. Да. Пред емисија ве прашав, Дарко е, значи, постар некоја минута и ќе почнеме со Дарко. Дарко, како започнавте фудбал да тренирате? Веројатно претпоставувам дека двајцата одеднаш почнавте да тренирате Така, фудбал во исто значи време. првите почетоци ни беа во ФК Вардар во Брвеница, на чело со сега покојниот тренер, тогашен тренер ни беше Ацо Шуменковски. Се отвори фудбалска школа во Брвеница тогаш, првите почетоци ни беа тамо. Потоа преминавме во Тетекс, во ФК Тетекс, кај Владо Илиевски, популарниот познат Јанкуле. Извини ќе те прекинам. На која возраст почнувате да тренирате фудбал? На 6 годишна возраст. Значи прво почнавме фудбал да тренираме, па тргнавме во прво одделение. Да. Значи веројатно и не сте можеле да размислувате за некој друг спорт, едноставно Фудбалот ни бил од мали нозе, што се вика, у крв. да. Од Брвеница сте можеби живеете и блиску до игралиштето. Па туката прилично блиску. Да. Значи може да продолжиш, кажа дека во Вардар Брвеница почнувате и потоа одите во Тетекс. Потоа одиме во ФК Тетекс, во пионерската екипа на фудбалскиот клуб Тетекс. Таму мислам дека бевме година и пол. Од ФК Тетекс преминуваме во Македонија Ѓорче Петров. Мислам дека во Македонија Ѓорче Петров малце и на подруг начин почнавме да го сваќаме фудбалот, да речам по професионално. Идевме по низ Европа по турнири, меѓународни надпревари и од Македонија Ѓорче Петров бевме повикани тогаш и во првата пионерска репрезентација на Македонија на чело со Часлав Божиновски. Мислам дека тоа беше дали 95 или 96 година, не ми текнува сега најдобро. И година и пол две бевме во Македонија Ѓорче Петров. После Македонија Ѓорче Петров повторно се вративме назад во ФК Вардар Брвеница. Тогаш ФК Вардар Брвеница се приклучи во такмичарска сезона, пионерско-кадетска лига тогаш на Македонија. Начело со тогаш тренер ни беше Дончо Богдановски, познатиот фудбалер на ФК Тетекс. Каде што за година дена од ФК Вардар Брвеница преминавме во ФК Чукарички во Србија. И добро, како се прави трансферот од Вардар Брвеница во Чукарички? Трансферот многу случајно излезе, значи многу изненадувачки и за самите нас. Преку контакти, преку пријател од тука, мислам по потекло од Србија, беше тука на гости дојден, не гледал без наше знаење, значи не гледал на еден или два надпревари, не знам точно тука, и по негова препорака ние заминавме во ФК Чукарички. Ќе му дадеме малку збор и на Даниел. На која позиција почнувате да играте фудбал? Првите чекори ги почнав кај Ацо Шуменковски како голман. За подоцна да бидам тој напаѓач. Во текот на кариерата да се префрлам и на штопарската позиција. Значи ги помина буквално сите позиции. И добро, како еден голман може да стане напаѓач? Многу лесно. Ако знаеш да даваш голови, онда ќе си напаѓач. Да. Дарко, ти на која позиција настапуваш и како почна? Значи јас вака сега јас сум левак, Даниел е десняк. Ја како везен играч почнав и како везњак ја завршив што се вика кариерата. Меѓутоа скоро на сите централни позиции, да, во средината. Да, на сите позиции во средината. Да. Сега кажа дека Даниел е деснак, ти си левак и сега тука има една интересна приказна. Кога ќе споиш деснак и левак, излага еден многу комплетен, еден добар, квалитетен играч и за една случка во
Во Црна Гора на некој младински турнир со Македонија Ѓорче Петров, бидејќи и сега го споменавме дека бевте во Македонија Ѓорче. Да, значи случката се случи во бар во Црна Гора, каде што бевме со Македонија Ѓорче Петров на меѓународен турнир. Тогаш тренер ни беше познатиот Добре Димовски и пред утакмица државме состанок во хотелот, каде што ја кажува формацијата и вика прво полувреме ќе игра Дарко, Даниел ќе седи со облекувална, второ полувреме ќе игра Даниел, а Дарко ќе седи со облекувална, каде што ние и не го свативме толку озбилно. Доаѓаме на терен, кога на Даниел му вика седи, вика со облекувална ќе седиш, Дарко ќе игра. Бидна што бидна утакмицата, значи прво полувреме играв ја, второ Даниел гледаше прво полувреме, јас си гледав второ полувреме од едно малечко прозорче. И најинтересната случка се случи по завршувањето на надпреварот. На таа утакмица гостин беше поранешниот фудбалер на ФК Тетек Стасич. До тогаш ја не го познавав, тогаш се запознавме со него, каде што идејќи на кај хотел разговараат со Добре, со тренеров, и му вика сега дословце ќе објаснам на српски, вика јао Добре, онај мали 16-ца, тогаш 16 адрес кој сега памтам имавме, онај мали 16-ца ти е страшен играч, има и лево и десно, а ние идеме позади него на кај хотел и кога се сврте, кога не виде дека сме двајца, јао шта е ово. 16-ката играч на надпревар. Играч на надпревар, буквално. Да. Дали може да се присетите кога дебитиравте за некоја сениорска екипа? Кој прв дебитираше од вас двајца за сениорска екипа? Мислам дека бев и јас. Каде? Значи, Не, грешка си одма ќе те исправам. Првата утакмица во прва македонска фудбалска лига дебитирав јас на надпреварот помеѓу Цементарница и Слога Југомагнат, недела дена пред финалето, по мене и најубавото финале што се изиграло во купот на Македонија. Значи една недела пред таа утакмица се играше првенствен надпревар меѓу тие две екипи, каде што Цементарница настапи со комбиниран состав, дел од тие што не играат и дел од младинци. Знам дека тогаш ми беше прва утакмица, сега не се сеќавам точно на датумот, ама знам дека беше една недела пред одигрувањето на финалето на купот. Да, тоа е Цементарница Напредок. Цементарница Слога Југомагнат тогаш. Цементарница Слога Југомагнат. Да. Ќе се навратиме сега малку на Чукарички. Значи, кажавме, одите во Чукарички и сега како двајца млади фудбалери се снаоѓаат на менталитетот е исти, меѓутоа условите се небо и земја, претпоставувам разлика. Не, значи зборам за тој период ние кога заминавме, менталитетот овдека и во Србија пристапот према фудбалот беше стварно многу различен. На почеток ни беше многу тешко, затоа што на 16-17 годишна возраст, прв пат од дома одвоени, од фамилија, од пријатели, од семејство, значи почетокот беше, прилагодувањето беше стварно тешко. Мислам тешко за нас како млади луѓе. Со тек на време, полека почнавме и да играме, сега малце и Даниел имаше пех, таму имаше повреда на кичмата која што го оддалечи 6 или 7 месеци од. Он се врати, мислам дека после 2-3 месеци се врати назад и ја останав уште година и нешто. Ја изиграв цела сезона во кадетска конкуренција. Потоа 2002 мислам дека беше тоа, настанаа тие превирања во Србија политички, каде што клубот више не можеше да обстојува. Газдата што беше на клубот, фактички човекот што не донесе нас во клубот, го напушти клубот. И останавме што се вика на милост и на немилост таму. Се вративме тука, имавме понуди тогаш и од работнички и од Цементарница. На инсистирање на Тони Јакимовски, преминавме во Цементарница, каде што може да кажам дека и не сгрешивме. Фудбалски доста научивме тамо. Игравме прво во младинската екипа на Цементарница под водство на тогашниот тренер на младинците на Цементара Зоран Арсов. Бевме шампиони, мислам, таа година у младинска конкуренција. Да после тоа Цементарница не прати на двојна, што се вика на калење во ФК Скопје, втора лига автокоманда, ја останав 6 месеци играв. Даниел, мислам дека одма го вратија назад во Цементарница. Играше он тогаш во прва екипа за Цементарница
Јас останав во Скопје и тогаш почна, значи до да речам до 18-19 годишна возраст секде бевме заедно и тогаш малце почнавме Тогаш прв се разделивте. разделиме, да, се одвоавме. Даниел Дарко ни кажа кога прв пат дебитира за сениорска екипа. Тебе те прекинавме, извини. Претходно исто во цементарница дебитираш за Да. Значи го памтим и датумот 2 март на надпреварот против Силекс во Кратово. 2 март на мојот роден ден. Да, ето. Победивте или изгубивте? 2-1 заврши надпреварот, го изгубивме. Памтим дека имаше многу невозможни услови за игра, дожд, кал. Потоа ми остана усеќавање дебитантскиот настап во првата лига. Да, еве јас сега ќе памтам кога ти бил првиот дебитантски настап, бидејќи на мојот роден ден. Потоа се спојувате повторно. Се разделивте, значи едниот во Дарко беше во Скопје, Даниел беше во Цементарница. Потоа бевме кога се двајцата во Скопје, после се разделивте. после се вратив јас на моје барање во Цементара, пошто со тогашниот тренер Кичан имавме некои несогласувања, пошто малце ја бев потежок карактер. Не ги прифаќав толку лесно тие, ајде да ги кажем, фудбалски неправди, што мислев дека тогаш ми се нанесуваат. Тогаш се разделивме за повторно да пак да видиме заедно во Тетекс. Потоа се сеќавате во Тетекс и веќе таму сте првотимци, веќе сте сениори, Да. значи во Тетекс во втора лига. Колку време останувате во Тетекс? Па 2 години. 2 години бевме заедно. После јас од Тетекс преминав во Дрита Боговиње. Он премина во друг клуб и од тогаш тоа беше задно што настапувавме заедно. Како фудбалери. Како фудбалери, да. Кога прекинувате да играте фудбал? А јас прекинав, мислам дека покасно. Даниел, вака ја прекинав на 26 годишна возраст, значи мојот последен клуб беше тогаш ФК Руфеа во втората лига. Претходно 2 години пред да прекинам фудбал, ја почнав да судам. Ги имав првите судиски почетоци во младинска конкуренција. Да, после тоа малце абстинирам од судењето. Не знам од кои причини оставев. Имав две годишна пауза и после тоа на инсистирање на Чкомире Петрушевски, познатиот фудбалски судија од ТТО, на негово лично инсистирање, он ме натера да се вратам повторно да судам. Се двоумев, имав недоумица тогаш дали да продолжам да играм, дали да продолжам да судам, каде што се одлучив да продолжам да судам и од оваа гледна точка сега и криво ми е што порано не прекинам фудбал да играм за да продолжам да судам. Сега ја кажавме таа случка во Црнагора, каде што игравте по едно полувреме, меѓутоа тоа е на пријателски турнир. Има таква случка на официјален надпревар? Анекдоти има многу, кога сме ние двајца упрашања. Значи, има една анекдота кога бевме заедно во ФК Дрита, Даниел тој период го прескочи. На надпреварот мислам дека беше со Караорман Струга. Тогаш ни судеше Зоран Петковски од Велес. Направи стартија за жолт картон. А у моментот се прави измена, Даниел влегува у игра. И сега Зоки Петковски застанат кај што е фаулот, се укажуваше лекарска помош на играчот. И сега чекам ја да ми даде жолт картон. Значи стварно беше стартот за жолт картон. Даниел влага у игра, Зоки, главниот судија се врти и наместо на мене му дава на Даниел жолт картон. И Даниел вика, али јас сега само што влегов у игра. Абе вика каква игра, вика направи остар прекршок. А јас си седам од страна и посматрам, после ја увиде грешката, го преиначи картонот. Али кога сме ние двајца упрашања, значи имало многу анекдоти. А имало некоја ситуација тоа што се близнаци да ве спаси, пример едниот има жолт картон, прави старт за втор жолт црвен, па да дојде другиот да се намеси за да добие жолт картон пред судијата. Таква ситуација немало, али не сме иделе до толкава крајност. Значи имало анекдоти доста. Нормала. Сега ти кажат дека порано заврши со фудбал и почна со судење. Дали му имаш студена на брат?
И како играч и како тренер, да. Како играч? Да. Му имаш прогледувано из прсти? Никогаш. Не. Даниел, ти има даден црвен картон? Да. Се има и тоа десено. Ама заслужен? Да. Морам од оваа гледна точка, значи морам да признам дека Кај мене е све по заслуга. дека беше и нема што тука, кој е за црвен картон е за црвен картон. Кога може да се прогледа кроз прсти, може, али во оваа ситуација не. Ама кога го доби црвениот картон протестираше? Потребе и да протестираш, више е доделен картонот. Не протестирав у тој момент, али На надпреварот не, али после надпреварот да. Дома после. да. Да, имавме разговор после дома. А како тренер, знае да реагира на судиските одлуки? Не, значи како тренер сум му судел мислам дека 2-3 пати, како тренер не, пошто мислам дека коректен е до сега, барем до сега овие 3-4 надпревари што сум му судел, како тренер е коректен, али да ти кажам една работа, Павле, значи најтешко ми е мене на надпревар како тренер зборам сега, него кога му судам. Затоа што ајде да речем од судиска гледна точка, тоа што е 50-50 или е или не е, ја на пример нема да го досудам за да нема контраефект од противничката екипа, да не ти протестира. Да не протестираат, еве брат му суди, да нема некои недоумици, али сега кога е за судење, нема тука пардон за никого ни према никого. Гледам да бидам коректен до крај. Даниел, како заврши да играш фудбал, започна со тренерска кариера, мислам дека почна во Вардар Брвеница, а сега си во Тетекс, во младинските категории. Сега дали кадети или младинци, не сум сигурен, ќе ме исправиш ти. И кадети и младинци. И кадети и младинци, значи сепак сум во право. Што е полесно? Да бидеш фудбалер на теренот или да бидеш тренер покрај аутлинија? Кога би ме прашал дори играм фудбал, би ти кажал дека е фудбалер. Сега од оваа гледна точка како тренер, нормално дека ќе кажам дека е тренер, али секоја работа си има своја тежина и како играч. Било тешко и сега е потешко од проста причина што многу работи сега ги согледуваш што дури си бил играч не си ги гледал. Значи едноставно си бил фокусиран на тренингот, на надпреварот и тоа ти било задачата, ве излагаш на терен 90 минути, завршува надпреварот, идеш дома, тренинг, тоа било се, али од тренерски аспект е многу подруго. И посебно кога се работи со деца, со помлади категории е многу по-специфична работата. Дали знаеш така да надпревар, да излезеш од патики што се вели, да ти дојде да влезеш во терен и ти да дадеш гол да го решиш надпреварот? Многу пати. Значи ми доаѓало ситуација да размислам зашто децава не го прават тоа што јас го мислам, али се дешавало, не викам не, али гледам да бидам што посмирен, посконцентриран, као играч сум бил доста мирен. Да, сум, што вика и Дарко, доста мирен у наводници, али као тренер не, гледам да бидам сконцентриран максимално, за ипак се работи за деца кај што ти треба да им бидеш пример. Да, каде што да ги насочиш на да. некои работи сега, ако јас почнам да викам по судија што ќе остане за нив. Сменет сум многу, као од тренер од играч до тренер има голема разлика. Мене работава ме исполнува многу повише као тренер. Секој ден ми е школа, секој ден учам. Значи сепак јас сум у тие тренерски води уште млад, неискусен. Имам уште многу за учење и гледам максимално да го искористам секој момент, секоја грешка сега. Сите грешиме ние. Да ја поправам за воиднина да не се дешава. Така да. Дарко, како играч, знаеше да протестираш на судиските одлуки? Многу ретко, значи ја како играч не сум ги избегавал, не сум влагал многу у дуели. Затоа сме, значи кога ќе не прашале,
нас двајца кој бил подобар играч од нас двајца. Значи не можеш да споредиш кој бил подобар играч од нас двајца затоа што двајцата сме играле на различни позиции и сме биле тотално различен тип на играчи. Даниел бил малце, да речам, покорпулентен, по-дрзок у дуели, по-пргав. Јас сум бил на финоче, што се вика, повише сум сакал со топка да играм. Не сум бил некој пргав играч, али сум протестирал, да речам. Сега од оваа гледна точка, како од судиска страна, гледам, значи како играч сум бил по-пргав него како судија. Судискава работа е многу специфична, кај што мора да бидеш сконцентриран 90 минути на надпреварот. Публика вика, цуе, протести, чуда, што ти нема. Значи, ако малце ти избега, да речам, вниманието на друга страна, ти бега и утакмицата. Така да од таа гледна точка сега сум, да речам, судењево многу ме посмирен, појак ме направи. Да. Психички, да речам, појак. Ти играше во средината на теренот, а Даниел беше во нападот. Дали се случуваше често да му асистираш да постигне гол? Дали се разбиравте со поглед на надпревар? Секој гол ја што сум го дал, 80% било негова заслуга. Значи, имало ситуации кај што буквално Дарко бил свртен со грб према мене, не ме ни гледал во моментот кај се наоѓам, али ајде пак, ќе кажам, тој инстинкт, братски. Сум знал тачно кај ќе ја даде топката. И тој тачно знал дека јас ќе бидам на тоа место, таму кај што треба да бидам. Значи, кога бевме у пионери, многу често се дешавало да ми асистира буквално да не ме види, што се види. Значи, тоа сме го имале, тој инстинкт, кај што и без да ме гледа знае кај ќе биде му дадена ситуација и без да знам, без да е свртен со лице према мене да ме гледа, знаем кај ќе даде топка, доста ни помагало тоа во почетокот на помладите категории. Се договаравте дома, ден пред надпревар, на ден на надпревар се договаравте како ќе играте, си правевте некоја своја тактика надвор од тоа што ќе ви го каже тренерот во соблекувална? Не можеш да правиш, Павле, своја тактика затоа што треба да ги исполниш задачите што тренерот ти ги дава. Значи, пак ние, што вика Даниел, меѓу нас сме имале некое, да речам, фудбалско разбирање и ми дал таков талент, ми дал Господ, што се вика таа дарба, осет за топка, мене тоа ме красело у играчка кариера. Значи, ти кажав и преска, ја не сум избегавал дуели, повише сум сакал со топка да играм. Мене ме красела таа, да речам, диагонала, каде што од 30-40 метра сум го гаѓал буквално у глава. Самиот факт дека беше најдобар стрелец у Младинска лига на Македонија у Цементарница, ајде сега нескромно малце, пола заслуга била и моја. Мислам, целокупно на тимот била заслуга, али и тој братски инстинкт што сме го имале меѓу себе помогнал доста. Дефинитивно дека ни помагал во многу ситуации. Да, кога сме кај тактиката, еден играч велеше тренерот нема потреба да им кажува тактика на голманот и на напаѓачот. На едниот му е работа да не прими гол, а на другиот му е работа да даде гол. Да даде гол, така е. Да. Дрко, што мислиш, како се чувствуваш ти подобро од денешна перспектива, како фудбалер или како судија? Како судија, дефинитивно. Дали на надпреварите имало, каде што си судел ти, дали имало инциденти, дали често ти протестираат? Абе, на секој надпревар, значи, самиот надпревар сам по себе носи тензија. Сега, главниот судија е тој што самиот треба да го води текот на надпреварот. Значи, колку што ќе им дозволиш на екипите, толку ќе ти протестираат. Затоа и преска ти кажав, 90 минути треба да бидеш сконцентриран како судија. Еве еден пример ќе наведам од играчки аспект и како судијски аспект. Ти како играч 90 минути може да те нема нигде, 90 минута ќе дадеш гол и најдобар играч си на надпреварот. А како судија 89 минути ќе го одсудиш маестрално надпреварот, 90 минут правиш грешка, да речам непостоечки пенал досудуваш, ти си најслаб на теренот. Затоа тие 90 минути треба да бидеш максимално сконцентриран. Не 90, 95 минути. Да.
и играчите може да направат и 10 грешки на надпреварот, никој нема да им замери. Судијата една грешка Една ќе направи. ненамерна грешка да Точно. направи судијата, веднаш тој е крив. Дали има некој надпревар што ете така ти избегал од рацете, си ја изгубил контролата на надпреварот и се случило хаос, тепачка, Не, вака физички напад. немало. Значи еве 10-та година ми е како што судам, да речам една судиска сатисфакција ми е што до сега во судиската кариера не сум имал прекинат надпревар и не сум имал надпревар као што викаш ти имало општа тепачка. Имало тензии, не викам не, имало тензии, имало да речам тензични моменти, али тоа било све навремено санкционирано и одстрането од терен. Еден наш тетовски судија кој што исто ни беше гостин во тайм-аут, кога го прашав истово прашање, рече ако судија каже дека не бил тепан, лаже вика. Нема судија што не е тепан. Не би се сложил ја така, не би рекол така, значи и преска ти кажав, самиот судија си го води текот на надпреварот. Значи ја како играч можем да ти колку што ќе ти дозволам ја, толку онолку ти ќе ми протестираш. Може да те истолерирам еднашка, два пати, три пати, да ако биде унормала. Се дешавало на утакмица, например, играч кај што константно цела утакмица ќе ми протестира, ќе ми на секоја одлука ќе ми протестира, па не сум го санкционирал. Али таа, да речам, тој протест да биде во граници на нормала. Се дешавало сега и некој да бурно да изреагира, си добил тоа што заслужува. Во судењето до која лига стигна? Да судеше во втора лига? Судев во втора лига, значи имам прва категорија, прва републичка категорија. Еден надпревар само одсудев во втора лига, после тоа имав пех, повреда, каде што имав операција на коленото. За жал не ја санирав на време повредата и ден денеска ја влечам таа иста повреда, а судиските норми се многу тешки, значи трчањето е доста захтевно. Сите мислат дека судија е многу лесно да биде земи свирчето и 90 минути се твој. Не е така, значи има како што и фудбалерите имаат тренинзи, така и судиите си прават тренинзи, све си има тренажен процес. Значи секоја работа си има своја тежина. Сега моментално сум во трета лига Запад судам, прва лига женски фудбал, прва младинска лига. Футсал или не футсал? Футсал се уште не. Дали некогаш сте добиле идеја, кога ти си бил судија, Даниел играш на надпревар, да ги замените улогите? Не. Второ полувреме, Даниел да биде судија, ти да бидеш играч. Да игра, да. Кој сакаш од вас двајца повеќе да тренира? Јас. Дефинитивно јас. Јас сум бил тој што увек Фајтер. сум бил и ајде сега да речем посветен. Не посветен, него сум тренирал поќе и кога тренинг, после тренинг дополнителна работа. Самиот он рече дека поќе бил на финоќ. Тренирал повише за да ме достигне, затоа. Даниел, моментално имаш Б лиценца, ако не се лажам. Да. И сега, кога ќе може да очекуваме дека ќе добиеш А лиценца? Како оди тоа? Еве, веќе кога сме кај овие полагања. Па јас више Б лиценца пред 2 години положив тој тест. Таа лиценца ја добив. Сега ради коронава и оваа ситуација требаше да се полага сега ноември, октомври, али поради новонастанатава ситуација со пандемијава тоа се одложи па здравје. Значи фокусиран сум моментално на тоа. Дека ќе ја земам таа А лиценца, па сега здравје. Значи работиме секој ден, се надоградувам, учам, па ќе видиме, ќе покаже времето до кај сме стигнали и што сме сработили. Ќе го викнеш Дарко да ти помогне ако треба за полагањето нешто? Со задоволство. За трчање? И што значи тоа ако земеш А лиценца? А лиценца имаш право да бидеш, да водиш тролигачка екипа и да бидеш помошник у прва лига, мислам. А Б сега ова што имам лиценца е за работа со млади категории, кои што сум моментално. Колку време треба да бидеш во млади категории за да имаш право? 2 години? Да полагаш за? Да, треба 2 години да имаш искуство, да имаш работа, за да имаш право да полагаш А.
На таа повисока лиценца е само Про, про лиценца. да, Дали имаш таква амбиција? нормално. Значи јас уште првиот ден кога почнав да ја работам оваа тренерска работа, си поставив една цел дали сега, дали за 5, за 10 години, јас ќе се трудам што е во мој домен да достигнам таа цел. Дека ќе дојде ред и за таа про лиценца ќе дојде. Само сега од оваа гледна точка оставам работите да си течат како што е редот, не брзам, не сакам да избрзувам со некои одлуки, значи постепено. Само здравје. Дарко, што е поквалитетно во Македонија? Фудбалот што се игра или судењето? Што е на повисоко ниво? Што е на повисоко ниво? Па сигурно дека би ти рекол судењето, пошто сум у таа фела сега, да бев играч би ти рекол играњето. Значи се и едното и другото си има тежина. Највеќе ти одговорам и на двете прашања. Значи моментално самата репрезентација што го направи успехот, што се пласиравме на едно големо надпреварување, самото тоа кажува дека, да речам, фудбалот иде во нагорна линија кај нас. Меѓутоа имаме одамна судија во Ставрев кој што суди групна фаза на Лига шампиони, а немаме екипа што играла во групи на Лига шампиони. Точно, значи за клупскиот фудбал ако збориме, се слагам со твојата констатација. Меѓутоа од судиска гледна точка Македонија има стварно квалитетни судии. Еве може да кажам каде што и нашиот град и Татово има доста квалитетни судии. Е сега од која причина не им се дава шанса, тоа е прашање за други структури. Али Татово како град и самиот знаеш дека од увек имала и прволигашки и суди и традиција за добри судии. Еве и денеска имаме судии од врвот на нашиот, да речем, на фудбалската елита во Македонија. Конкретно за надпреварите што ти ги судиш, еве во трета лига моментално и во прва женска лига. Што е на повисоко ниво? Фудбалот што го играат играчите или судењето? Судењето увек, значи небитно дали судиш на пионери, на кадети, на прва лига, значи судењето мора да ти биде пристапот према надпреварот ист. Без разлика дали судиш на пионери, на жени, трета лига. Добро, сега самата трета лига е малце, да кажам, кај нас малце поспецифична, каде што треба да бидеш и текако посконцентриран. А во трета лига кој тренира повеќе, играчите или судиите? Судиите. не, шала на страна, значи сега ќе ти кажам, со Дрита играв трета лига пред 2-13 години, да кажам. Значи тогашната трета лига и оваа трета лига нема споредба. Квалитетот е, значи, дигнат не на едно ниво каде што сега секоја екипа има свој буџет, плаќа фудбалери, има што е најбитно и тренираат. Тогаш една, две, три екипи дали трениравме, дали бевме у тренажен процес или не. Сега 99% од екипите сите тренираат. А Даниел, и за тебе исто прашање. На надпреварите кои што како тренер од клупа ги водиш ти, што е на повисоко ниво? Фудбалот што се игра на терен или судењето? Сега мене ако ме прашуваш, јас би ти рекол фудбалот. Пошто судиите од увек ми биле и као играч и као тренер болна точка. Како играч сум знаел да протестирам. Сега ако речем дека не Самиот факт дека добил црвен картон од мене доволно говори све. Значи фудбалот дефинитивно кога би ме прашал мене. Мада сега од оваа гледна точка као тренер многу ретко и го коментирам судењето, многу ретко и реагирам на судиски одлуки, пошто пак ви кажав дека сега многу пошироко гледам на фудбалот него како играч. Јас многу често знам на некој надпревар кој што е толку задевен, значи без шанси, без ништо, да кажам дека судењето е 3 класи над фудбалот, на тој надпревар конкретно. Меѓутоа сигурно имало и надпревари каде што имало лошо судење, нели? Може секому да се случи. Тренерот има опција ако некој играч игра лошо да направи замена, да го замени. За судијата нема таква опција. Сега ја споменавме репрезентацијата на Македонија.
Дали овој успех и пласманот на едно европско првенство, прашање конкретно за Даниел, може да го зголеми бројот на дечиња кои што тренираат фудбал во младинските категории, да се направи еден фудбалски бум како што беше тоа случај со ракометот во последниве 10 години. Секако дека може. Значи тоа треба да биде поттик за сите дечиња што сакаат да се занимаваат со фудбал, ова да им биде една инспирација за работа, за залагање. Значи овој успех што го направи фудбалската репрезентација на Македонија може да донесе многу бенефити кога збориме за фудбалот кај нас, пошто ако правиме мовет за на клупски план, има многу доста работи што треба да се средат. И од инфраструктура, и од работа во тие млади категории, и инфраструктурата во работата на млади категории, каде што имаме доста недостатоци. Али јас се надевам дека во теков на наредниот период што следи, и овој самиот пласман на репрезентацијава дека ќе ни даде еден мотив плюс и нас како тренери и на дечињата да се занимаваат што посериозно со фудбалот и што да имаат посериозен пристап општо кон самиот фудбал. Се надевам дека и тие проблеми што се конкретно овде, ајде ќе зборам за Тетово, што се соочуваме буквално сите екипи што ги имаме со младиве категории, тој немање на терен за тренинг. Значи тренираме на еден терен 3 екипи. Кога ќе земеш 3 екипи со 4 генерации, тоа се 12 генерации у ден. И се погаѓа да тренираме буквално и во исто време, што самиот кажа. Мора да се што поскоро да се средат тие работи за доброто на сите нас, што сме инволвирани во фудбалот. Фудбалската федерација на Македонија најави дека сите пари кои што ќе ги добијат како премија за настапот на европското првенство, освен ова што е исплатено како премија на играчите и тоа што ќе биде трошок за подготовки и слично, дека ќе ги инвестираат во инфраструктура. Меѓутоа, мое мислење, ќе ми кажеш ти дали се согласуваш со тоа, да се вложи во инфраструктура, да, меѓутоа не во градење на големи стадиони, бидејќи тие секако ќе бидат празни за надпреварите од Македонска лига, туку да се вложат во терени за тренинг и за масовен фудбал. Јас потполно би се сложил со твојата констатација. Знаеме дека фудбалот кај нас, прволигашкиот, дека едва и 100 души идат на една утакмица да гледаат. Кога би се прашувал јас, пре би ги вложил тие пари во инфраструктура за млади категории, кај што дечината ќе се развиваат од година во година, ќе да ствараме квалитет. Еден ден да ги заменат денешниве репрезентативци, Пандев, Стефан Ристовски, Алиовски, Барди. Правиме муавет за да имаме план и програма за наредни 5 до 10 години. Што сепак не можеме ние во овие наши услови да створиме игра за 2 до 3 години. Значи тоа е процес на работа кај што бара многу работа, бара многу посветеност, а дефинитивно бара и услови. Дарко, дали овие успеси на македонскиот фудбал, значи овој пласман на европско првенство, ќе помогне и во подигнување и на квалитетот на судењето, со тоа што ќе се вложат повеќе пари и во услови и за судиите, во повеќе семинари, меѓународни семинари, каде што судиите дополнително ќе бидат обучувани и со тоа ќе се подигне и нивото на судењето во Македонија. Значи вака, кога се семинарите во прашање, судиската организација на Фудбалската федерација на Македонија, значи на секој 6 месеци има семинари. Сега порано беа на 6 месеци, сега мислам дека се на секој 2 до 2,5 месеци тестирање на самите судии, нивната физичка спремност, тестирање, каде што мислам дека задниве 2 години нормите се и многу поригорозни и
и потешки за трчање. Значи, правилата ФИФА УЕФА што ги налага исти се за сите судии во Европа. Значи нема тука у македонско првенство важат едни правила, да речам у романско или бугарско првенство други правила. Правилата се сите за сите првенства исти. Сега тука се гледа квалитетот на судијата. Кој побрзо свати, побрзо разбере, ќе суди. Кој не, ќе си чека шанса од позадина. Како што е и впрочем и играњето фудбал. Ако си добар, ќе играш у стартни 11, ако не, ќе чекаш шанса од клупа за резерви, така и судењето. Дали на тие семинари ви покажуваат видеа од спорни Да. ситуации и дали кога ја гледате некоја спорна ситуација и сега 10 или 20 судии сте во просторијава и треба да кажете ваше мислење за таа одлука, кој што би досудил, дали е исправна или не е исправна таа одлука. Така, значи... Дали има спротивставени мислења, ми беше прашањето. Значи, секогаш имало спротивставени мислења и добро е кога има спротивставени мислења. Значи, што би бил фудбалот ако сите размислуваме едно исто? Значи, секој судија си има свој начин на судење, свој, да речам, темперамент. Правилата, кажав дека правилата се сите за сите исти, меѓутоа се има разлика у тие финитети на судење. Секој од свој агол си ги гледа работите, ги гледа случувањата на теренот. Така, значи, еве сега конкретно ќе ти кажам, мене многу ми помогна и самото играње фудбал, што сум бил фудбалер во судењето. Значи, осетот за игра, осетот за предност, кога играч знае кога сака да глуми, да симулира, значи тоа мене многу ми помогнало. Што мислиш за ВАР системот? За ВАР системот, и искрено да ти кажам, и мислам дека е добра работа, меѓутоа го умртвува фудбалот. Значи, еве задните нови правила што се од ФИФА УЕФА за пенал играње со рака во 16 метри. Значи имаме ситуации кај што самите играчи има ситуација го удира топката у рака, сите застануваат, судијата вика играј. Тие правила се по мене малци и престрого донесени, али боже мој. Кај нас ВАР системот го имаат многу одавна, бидејќи дали линиите на се од ВАР терени со ВАР ги цртаат. Дали се случило таков ферплей потек на некој натпревар кај што си судел, да признаеш гол, а играчот да ти рече поништи го, бев во офсайд или играв со рака, а ти да не забележиш. Дали имало некој таков ферплей потек? Имало ферплей потези доста, меѓутоа не ми се десило до сега, например, гол да падне, а да поништам гол за ферплей. Имало ситуации, да речеме, за корнер, за фаул, за намерна игра со рака. Значи, една работа, Павле, не може судија у текот на 90 минути се да гледа. Значи, тоа е како да ти кажам, судијата е увек сконцентриран таму кај што е топката. Главен судија си или помошен? Главен. Главен судија. Штом си главен, значи некогаш си и четврти судија. Односно во трета лига нема, во втора може да видиш само, значи четврти не можеш во трета да видиш. Да. Меѓутоа мислам дека ти имам гледано дека си и помошен судија, дека си авторитет. Да, па кога судиме прва младинска лига се игра две утакмици, ако си на едната главен, на другата си помошник. Сум бил помошен судија и во трета лига, и во прва женска лига. Што е полесно? Полесно е главен. Главен судија. За мене лично полесно е главен. Уште имам по две прашања за двајцата. Ќе почнам од тебе, Дарко. Каде се гледаш ти во иднина? Уваме, значи, во спортот, конкретно во судењето. Млад си, имаш уште многу години за судење. Па и не баш млад. Имам уште 10-11 години за судење. Кај се гледам себе си? На терен. Што повише утакмици да судам. Дали може да очекуваме да те видиме во втора, во прва лига? Здравие Боже, мислам дека времето ме згази и преска ти реков со самото тоа што имав повреда. Нормите, судиските норми налагаат до 35 години, ако си на листа, можеш да судиш прва и втора лига. Ја за некој ден пунам 36 години.
ќе видиме здравје Боже отом потом. Ти реков, што повише на терен, толку подобро. Даниел, и за тебе исто прашање. Каде се гледаш во иднина во тренерската кариера? Може би некаде надвор од Македонија? Секој што работа во таа тренерска фела посакува еден ден да биде тренер на некоја врвна екипа. Но јас велам дека оставам работите да си течат сами по себе, моментално сум детекс во тие млади категории, кај се гледам за 10 години, па како што рече Дарко, и јас негде на терен, само не знам. Покрај аутлинија. Да, дефинитивно да, само не знам во која екипа. На Сега некој не сакам голем да стадион. не сакам да бидем скромен, али не сакам и да претерувам у тие желби. Пак ќе ти кажам, оставам работите да си течат по редот на нештата, ќе покаже времето. Ви реков уште по две прашања, остана уште по едно, меѓутоа морам да ти поставам едно подпрашање. Во младинските категории на тетекси, кажавме дека условите се лоши, инфраструктурата е лоша. Меѓутоа, каква иднина има тетовскиот фудбал? Еве, гледаме и од оваа историска генерација на фудбалската репрезентација, имаме двајца играчи кои што потекнуваат од школата на Тетекс, Кристијан Тошевски и Егзон Бейтулај, кои што се деца на Тетекс и првпат сениорски фудбал заиграа во Тетекс. Каква иднина има тетовскиот фудбал со овие деца во младинските категории? Тетово како град од секогаш имало преждегувале врни фудбалери. Значи, ако се вратиме во времето наназад, знаеме кои све продефилирали во репрезентацијата и во странство и во најдобрите македонски клубови. Тетекс као клуб има, според мене има иднина, има деца кои имаат потенцијал голем. Пак ќе кажам, значи, ако ги немаме тие услови за работа, мислам дека све е џабе. Све е џабе, а дека има Тетекс потенцијал од тие млади категории, јас ви тврдам дека има. И тука ќе се надовршам и со последното прашање. Ако Даниел Радевски еден ден стане директор на Агенција за млади и спорт или председател на Олимписки комитет или министер за спорт, едно министерство што го немаме, што Даниел Радевски ќе направи за спортот во Македонија? Сега ме затече со прашање, што би направил? Би направил многу работи. Пред се, од спортски аспект, би создал услови за работа. Значи, нас тоа што ни фали во секој спорт, мислам дека тие услови за работа, еве конкретно во фудбалот, терени. Прво и основно терени. Најдобар пример ние пак ти кажав, Тетово, да не идеме подалеку. Имаме клубови, два прволигаши, Тетекс као второлигаш, Љуботен. Имаме два женски клубови у првата женска лига кај што тренираме буквално на еден терен. Дефинитивно терени. Со тоа би се подигнал, јас мислам дека и нивото на работа и квалитетот. Ќе се сложам тука со тебе, бидејќи да видовме каква експанзија доживеа ракометот со овие школски спортски сали, значи кои што се отворени за сите, па мислам дека така ни требаат и терени за масовен фудбал. Масовен фудбал значи детски фудбал, каде што најмала возраст, како што вие сте почнали на 6 години да тренирате фудбал, така и други деца ќе може да почнат на таа мала возраст да тренираат, а мислам дека сега и тие најмалите генерации немаат место по стадионите да тренираат, па одат во балони тренираат. Тачно, Павле. Значи не е проблемот од која годишна возраст ќе почнат дечињата. Значи ние викаме што порано тоа побаво. Не би се сложили јас со тоа. Значи ти можеш да почнеш и на 10 на 12 годишна возраст. Ако ти ги имаш неопходните услови за работа, да се развиваш и да се надоградуваш као фудбалер, као личност, успехот ти е секако загарантиран. Ако немаш услови за работа, а си талент, едноставно ќе тапкаш у место. Значи нема да има напредок, а годините си поминуваат. Така да ние фудбалскиот клуб Тетекс се трудиме да направиме што подобри услови. Иницијатива има од страна на нас као тренери,
што сме во клубот, има расположение од правата, но пак ќе ти кажам, имаме многу недостаток. Значи, лимитирани сме со терени во Тетово и во Тетовскиот регион, кај што можеш на прсти да ги изброиш. А има дечиња што идат и од најдалечните села, тука да стигнат во Тетово на тренинг, а многу лесно може да се направат бази. Значи, база, да имаш терени, да направиш база, кај што ќе тренираат тие деца, ќе имаат здрави услови, имаат здрава работа. Значи, со тоа можеш и да им го промениш и пристапот кон тренингот, и пристапот кон надпреварот, и пристапот општо кон самиот фудбал. Ама пак ќе ти кажам, ќе се навратам на тие услови, мора услови да има. Без тоа само продаваме ветер и магла. Дарко, исто прашање и за тебе. Ако Дарко Радевски еден ден биде директор на Агенција за млади и спорт или председател на Олимписки комитет или министер за спорт, дај Боже, да, ќе кажеме дај Боже, или министер за спорт, што ќе направи Дарко Радевски за спортот во Македонија? Значи, би се надоврзал и со истиот мобет Даниел што го кажа. Значи, ние сме лимитирани овдека со терени. Самиот ти кажа, кога ракометот дојде у експанзија, Вардар кога стана шампион, ракометната репрезентација кога направи успех, одма сите се свртеа на ракомет, се направија сали. Еве сега фудбалската репрезентација направи успех. Зошто сега тоа да не се врати и у фудбалот? Уште два терени да се направат у Тетово, уште два нови терени, па би биле премалце за тренирање. Мислам дека најмалку 10 терени ни треба за нормално. Вака сега една констатација моја. Кога се направи теренот од Агенција за млади и спорт у Тетово, значи кога се преселија да тренираат тамо и Шкендија и Ренова и Тетекс, зборам за младите категории, кога направи Вардар у Скопје свој спортски центар, значи одма на дело се видоа резултатите. Шкендија произведе 2 до 3 супер таленти од својата школа. Еве го имаме Енур Тотре, кој дебитираше за репрезентација. Има уште 2-3 во првата екипа деца, здрави Лези, деца. еве на секој надпревар постигнува волови. Најмладиот стрелец у Македонска лига. Дашмир Лези. Вардар стана шампион со младинска екипа. Значи тоа е све производ на, што вика Даниел, на услови, на добра работа. Вардар шампион стана со младинци. Сите, кај што никој, и јас поготово, никој не очекуваше дека таа сезона Вардар ќе освои покрај тие проблеми и тие перепети што ги има у клубот, никој не очекуваше дека ќе бидат шампиони. Али здравата работа, условите за работа и терените си го прават своето. Секогаш квалитетот излегува на површина. Меѓутоа тие услови што Самсоненко ги направи за Вардар како клуб, ние во Тетово да ги собереме сите терени и во градот и во околните села, не сме ни до пола на тоа што го има само Вардар. Самсоненко почна, еве да се надовржам на муабетот, пошто го спомна Самсоненко почна. Зошто да немаме Самсоненко у Тетово, зошто да нема Самсоненко у Битола, Самсоненко у Прилеп, зошто да дојде некој од страна да ни покаже како треба да се работи. Или едноставно државата да биде Самсоненко. Така. И не треба ништо да се измисли, само да се препише. Фудбалската федерација на Македонија, спомна и ти преска парите наменети од пласманот на репрезентацијата. Еве гледаме, значи теренот у Прилеп се направи, у Битола се направи, Чаир се прави, Охрид се прави. Тоа овде останува кај нас за генерации и генерации. Дали бил Јанко, Петко, Станко, кој сака нека биде преседник, значи нашиот менталитет овдека многу се замараме со ептен небитни работи, него со тоа што треба самите ние да го работиме. Ја како судија, он како тренер, други, да речам како фудбалери, сите си ја гледаме туѓата работа. Ако си го гледа секој својот пат, својата работа, многу подобро за сите ќе биде. 100 пати сум рекол, па ќе кажам. Фудбалот е на фудбалерите, судењето е на судиите, тренерската работа е на тренерите. Кога ќе почнат тренери да бидат судии или судии и тренери, нема ништо од тоа. Да. Даниел и Дарко, ви благодарам за гостувањето во Тайм-аут. Благодарам на поканата. Ви посакувам многу успех, Даниел тебе во тренерската кариера, Дарко тебе во судиската кариера. Што повеќе лесни надпревари, Помалку картони. помалку протестирање. Даниел тебе што повеќе
победи и сега во младинските категории, во иднина и во сениорскиот. Благодарам. Фала на поканата. Тоа беше 38-то издание на Тайм-аут на КМ телевизија. Пред крајот само да ве потсетам дека најдобрата спортска опрема за рекреативно и професионално бавење со спорт е кај генералниот дистрибутер за ASICS во Македонија, во Скопје Сити Мол на втор кат. И за самиот крај, благодарност до Амодис Резиденс во Брвеница, каде што ја снимивме денешната емисија. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.